Чисто да му објаснам на представникот од Министерството, кога од Министерството ве пратиле тука, значи вие сте представник на владата и ќе одговарате нормално на прашањата на пратениците, кои што неретко се прашања кои и не се баш поврзани со законсково решение, туку се поврзани со работи од терен, практични. Значи, ова што го кажувате, теоретски е добро, да, се согласуваме дека треба да има совети на земјоделците и така натаму, ама како да ви кажам, во моментот не му е потребен совет на земјоделецот, кажав, не само во Овче полие, туку е Пелагониско и така натаму, му е потребно откуп, она што го ветувавте како влада. И сега, не, па видете, вие сте представник. Да беше Лјупчо Николовски тука или било кој, истото ќе го кажевме. Вие сте тој што треба да пренесете. Што му е потребно на земјоделецот во моментот? Откупна цена која што им ја ветувавте, тоа е изборна измама. Второ, вода која што ја нема, канали кои што се уништени и никој, ама буквално никој не доаѓа да ги поправи. Во водостопанство, наместо да се примаат луѓе кои што ќе ги коригираат дефектите на каналите, луѓе кои што навреме ќе ја пуштаат водата уште од мај месец април, вие примате администрација. И кога велам вие, не мислам лично на вас, туку мислам на политиката на Социјалдемократскиот сојуз. Затоа што знам како ги лажеа земјоделците, дека ќе имаат навреме вода, дека ќе имаат навремен откуп. Тоа им е потребно во моментот на земјоделците. Имено за гарантирана цена, советите секоја чест. Но поентата на нашево кажување е дека џабе се совети на хартија. И јас сакам, како што велите вие, земјоделски инженери кои што не се вработени својот капацитет да го искористат на локалното население, на локалните земјоделци, се е тоа во ред. Но што прави државата? Освен што го мами и го лаже земјоделецот. Така да не гледам што би помогнало освен советодавно. Поентата е суштината на земјоделецот, што му е потребно, а го нема и ќе го нема се додека вие сте на власт. Благодарам.